Лидерите од Западен Балкан во понеделник и вторник доаѓаат во Скопје. Главниот град ќе биде домаќин на лидерската средба Европска унија Западен Балкан, посветена на планот за раст за регионот. На средбите ќе присуствува и еврокомесарката за проширување Марта Кос, која ќе оствари и тетатет средба со премиерот Мицкоски. Но може ли да се очекува од оваа средба некакво помрднување од мртва точка за македонските евроинтеграции? Според аналитичарите, настанот е само една проформа преку која Европската унија сака да прикаже дека го сака Западниот Балкан во европското семејство, но дека нема позитивна клима за европскиот пат на Македонија без исполнување на условите. Поминатото сме имале исто така други самити во главните градови од земјите од Западниот Балкан, но мислам дека тоа повеќе е символична порака од што може да се направи некој значаен исчекор конкретно во однос на македонските евроинтеграции, бидејќи се уште за жал сме заглавени пред почнување на преговорите со Европската унија, односно пред одржување на втората меѓувладина конференција поради преземените одредби од францускиот предлог. По настаните во Европскиот парламент, каде што бугарските европратеници бараат да стои придавката модерен пред македонски јазик и идентитет во извештајот за напредокот на земјава, а се поизвестно е дека ова барање ќе биде изгласано на пленарната седница, според аналитичарот Атанасовски, македонско-бугарските односи се влошени, а излезот тешко ќе се најде. Жал мислам дека дипломатските и меѓудржавните односи меѓу Македонија и Бугарија дополнително се влошуваат. Стигнува точката од пред 5 години кога беше ставено ветото на официјална Софија, односно ние во овој момент имаме еднакво лоши или уште полоши односи со Бугарија во периодот кога беше употребено ветото и за жал ако одиме во насока на дополнително влошување и проблематизирање, мислам дека апсолутно потоа ќе биде многу тешко да се најде излез од таа ќорсока ситуација. Каков ќе биде исходот од средбата на Мицкоски со Кос ќе се знае во понеделник кога ќе одржат и заедничка пресконференција. За во вторник е предвиден панел кој ќе биде насочен за конкретните механизми за спроведување на планот за раст, каде покрај европските представници ќе учествуваат лидерите од Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Србија и Црна Гора. Тамара Дичевска, Сител телевизија.